Ова доста долга задача гласи: во една фабрика се произведуваат 3 типови на производи и се пакуваат заедно во огромни контейнери. Се знае дека 25% од производите се од првиот тип, 43% се од вториот тип, а останатите се од третиот тип. Меѓутоа, 7% од првиот тип, 11% од вториот тип и 19% од третиот тип се од втора класа. Останатите се прва класа. Од контейнерот на случаен начин се извлекува еден производ. Ако извлечениот производ е од прва класа, колкава е веројатноста да тој е од втор тип? Да ни е јасно дека ова условна веројатност е наопако од како што се дадени податоците. Обратната условна веројатност е многу полесно. Таја гласи, ако извлечениот производ е од втор тип, колкава е веројатноста да тој е од прва класа. Вака се дадени податоците, а ова е обратниот услов. Да ја пресметаме ова првата условна веројатност, ќе треба да ја најдеме ова втората и да ја користиме така наречена Бајасовата формула. Во Бајасовата формула гледате дека ги има едниот услов на веројатност и обратниот. Ова е А ако Б, а ова е Б ако А. Ова што е внатре е тоа што можеш да ја пресметуваш од задачата. А ова што е надвор е тоа што бареш тешко, па мораш преку формула да ја најдеш. А овие се поединичните. Значи, ќе ја користиме таја што можеме лесно да ја пресметаме од самата задача, во формулата да ја добиеме таа условна веројатност која е наопако. Да видиме како. Сега најпрво да видиме дека ова плавиот е полесната условна веројатност. Дури и директно од самата задача во овој случај можеме да ја читаме, а после ќе видиме и со дрвест диаграм како се прави. Значи, ако извлечениот производ е од втор тип, колкава е веројатноста тој е прва класа? Да пишеме дека Б е втор тип. Има и прва и втора што се врта тука, и единицата римска е прва класа. Како се пиши ова условна веројатност? П заграда, ова е вертикалната линија, значи ако. Значи П од ова, ако ова. Што ни беше ако? Ако беше втор тип, значи овај Б оди после ако. Ако Б. Ако втор. А прва класа оди напред. Значи, колку е веројатноста е прва класа ако е втор тип во ред. Сега, да ја читаме од задачата. Каде пиши нешто за вториот тип? 11% од вториот тип се втора класа. Значи, ако знаеме дека е втор тип, има 11% шанса да е втора класа, значи има 1 минус 0,11 да е прва класа. Колку е то? Значи 1 минус 0,11 еднакво 0,89. Еднакво на 0,89. Сега, овој резултат и со дрвест диаграм ќе го најдеме, да не биде дека, бидејќи ова задача е толку лесно, можевме да ја решиме. Ама, меѓу време, да памтиме дека една условна веројатност е секогаш полесно од обратната. Да ги средаме другите ознаки, А нека е прв тип, С нека е трет тип и римски двојка нека е втора класа. Бидејќи имаме 3 тука, мораме дрвест диаграм. Значи, од почетната точка тргнуваме производ и гледаме кој тип е. Оти така ни се дадени првите податоци, типовите. Имаме прв тип, втор тип и трет тип. Колку има во прв тип?
0,25. Значи 0,25 се од А, од прв тип. После има дека 0,43 се од Б. А останатите се од третиот тип. Значи, за да добиеме ова, треба ова гранка да се соберава до 1, значи 1 минус овие двата. 1 минус 0,25 минус 0,43 еднакво 0,32. 0,32 тука. Се соберава до 1 во реде. Тоа е се. Сега на секој од овие може да има прва и втора. Значи има по две гранки на секоја од овие, прва и втора, прва и втора, прва и втора. Само не се исти. Во А колку имаме? 0. Ова стално го сгрешам, тоа да се пази. 7% е 0,07. Значи, колку останава? 0,93. Колку е ова? 11. Видовме, 0,11. Значи, 0,89 тука. И ова беше 0,19 дигитрон 1 минус 0,19 0,81. 0,81. Значи, ова е прва, втора, Ова е целата информација што добивме тука. Океј. Сега, каде е ова во овај диаграм? Пиши, нас ни интересира ако е Б. Тоа значи, ова гранка само ни интересира тука и ни интересира ако сме на ова гранка, колку е веројатност да добиеме прва класа. Значи, тоа е тука и гледаме 0,89. Значи, ова е податок тука. Како се наоѓа? Ја бираш гранката Б и ја читаш само вториот податок. Тоа е идејата. И ти интересира само овај дел тука и добиваш ова. Што друго ни треба? Лесниот е колку е П од Б. Вториот. Поединичните те не треба. Колку е П од Б? Колку е веројатноста дека ќе биде втор тип? 43. Тоа не е проблем. Другото што ни треба од Бајасовата е другата поединична, колку е веројатноста да е прва класа. Ово малку треба да мислиме. Можеме да добиме прва класа од А, прва класа од Б и прва класа од С. Значи, треба да ги собереме ова веројатност и ова веројатност. Значи, имаме 0,25 по 0,93 плюс 0,43 по 0,85, значи сите што имат црвени, и плюс 0,32 по 0,87. Еднакво. Значи 0,25 по 0,93 еднакво 0,233. 0,233 плюс, ќе ја ставаме во меморијата, 0,43 по 0,89 е 0,383. 0,383. Да ја собираме. Последната е 0,32 по 0,81 е еднакво 0,259. 0,259 и со тоа добиваме дека П од И е еднакво, ова требаше да ја собираме, ико 874. 0,874.
4. Значи, ова ни е третиот податок за Бајасовата теорема. Да го пресметнеме крајниот резултат, односно ова условна веројатност. Јас не знам како памтите формули. Јас знам дека кога ќе почнувам да ја пишам Бајасовата формула, ќе ја пишам ова наопако. А памтам дека ова оди првата буква П од А со П од А тука. Значи, првото нешто е ова наопако. П, ако, од Б, ако, римски И. Дробна црта и знам дека ова ми е првиот член. Значи, П од Б. Знам дека ми иди тоа што можев да ја пресметам. И тоа што остана иди долу, значи И. Уште еднаш да повторам, ова, тоа што ја барам е обратно од ова. И за да ја памтам кој иди горе, памтам дека првото оди со првото. Како сакате памтете. Еднакво. П од Б 0,43 по 0,89 делено со 0,874. Дигитрон 0,43 по 0,89 делено со 0,874 еднакво на 0,438. 0,438. Значи, помалку од 50% шанса има. Ако производот е од прва класа, има 44% шанса да е од вториот тип.